Онлайн секојдневно, тоа е неизбежно, затоа што сум се пласирал долго време и цело време вртам по социјалните мрежи. Така што секојдневно налетувам на таков коментар, само што јас ги игнорирам. Мислам, не дозволам тие да ме дефинираат мене. И начинот на кој што јас сум се заштитил во такви моменти е преку градење на самодоверба, преку фактот дека почнав да се фокусирам на самиот себе, си кажав, окей, јас не сум ова што луѓето го зборуваат за мене. Си седнав, онака почнав да се фокусирам на себе, на исхрана, на животен стил и некако почнав да сум повеќе задоволен со самиот себе си и со своите постигнувања до степен каде што описот на другите луѓе не влијаеше толку многу врз мене. Влијае само на моменти кога јас го чувствувам истото кој што го коментираат. Например, Добре. кажувам, банален пример, сум накачил на килажа и малце тоа ми ствара некоја несигурност во себе, затоа што како мал бев подебел и малце ми е како страв да не стигнам на тој левел, ама сум се здебелил малце и некој ќе коментира, си се поправил. И сум го, окей, знаеш, како малце знае да ме допре. Ама те нервира, те допира, да. Малце знае да ме допре, ама не е толку многу страшно. Дебелината на страна, многу луѓе коментираат многу вулгарни работи, за кои што не би ни сакал да ги нагласам, затоа што тоа не можам такви зборови да користам. Но во живо се случува исто така често, во зависност од тоа во кој период од денот ќе излезам надвор или на кое место. Има и позитивни реакции, нормално, многу луѓе сакаат да се сликаат, да се запознаат, да се изгушкаат со мене и многу ми е мило за тоа. Стварно преубави искуства и премногу луѓе онака имам запамтено од самото тоа запознавање. Те убават. Да, но и многу пати се има случувано луѓе да ме следат до дома. Значи има моменти каде што кога живеев со моите, доаѓале дома, буквално пред стан, пошто живеевме на прв спрат. Мислам, моите уште живеат на прв спрат, се качувале по прозори, тропале на врати, ме следале до дома, што е навистина језиво. Да, стварно е језиво. Да, си имаше случајно интересна случка пред некој период. Од кога почнав почесто да се појавувам на телевизија, на подкаст и такви работи, почна малце по возрастна публика да ме следи. И еден ден онака од љубопитност ги отворив коментарите на еден подкаст што бев на телевизија. После вика, што ми текна да ги отворам? Што ми текна да ги отворам коментарите? Тога се најбрутални. Јас дури сум изненаден колку возрастните луѓе се побрутални за разлика од тинејџерите и смешно ми е затоа што очекувам повозрастните да се позрели и да не размислуваат така и сите ние некогаш имаме негативно мислење за некој друг, ама го здржуваме за себе, затоа што реално ниту ќе влијае добро за мене, ниту ќе влијае добро за тебе, ако јас ти кажам ти си таков и таков. Во да, моите очи. има булиси на 40 години, на 50 години. Тоа е моментот што јас тоа не го очекував и се случи, коментар прочитав, беше ептен вулгарен, кај што ги врегаше и моите родители. И го отворив профилот и забележав дека е газдарица на ресторан каде што често јадам. Значи, најверојатно ти има видено, да не речам сигурно, и во ресторанот. Ако ништо друго, држи ресторан и одлучила дека е добра баш да ти коментира на тебе вулгарности, што и да се тие, мислам, храна служи, не би требало. Собственик на ресторан ми коментираше толку многу вулгарни работи, што јас дури се изненадив и од тогаш не можам да стапнам таму да јадам. Затоа што уште да јадеш. Да, не можам да поддржувам место кое што првично има таков став воспоставено за мене. И тоа реално малце ме повреди, што не ме повредувало, ама некако не знам зашто, можеби сум изградил некоја блискост со местото, пошто знаеш, посетувам, јадам таму и познато ми е местото, така? Да. И ми се крши целиот филм, сум као, ама има толку добри бургери, зашто ова ми го коментираше, знаеш? И не вратив на тоа, не сакав да направам big deal. И само си кажав, окей, не сум добри дојден тука и нема веќе да се појавувам.